Isuse, znate što je interesno? Što baraš ti od Isusa Hrista? Što baraš ti od Gospoda je važan moment. Važan moment, što всъщност jaz baram od Него. И сега ќе прочитам еден текст кој е слезен. Луѓето бараат неразновидни работи. Например, одам сега да берам габи и се молам за габи. Наместо да се молам за оние што умираат, за мир во светот, да се скратат дните, јас се молам за некоја своја ситна потреба. Те сакам, Господи Исусе Христе, која е мојата намера и кој е моето вистинско, како би се рекло, потреба да му се обратам. Ние зборуваме за луѓе кои само во мислите се со Исус. А ние зборуваме, Господи Исусе Христе, за заедништво. Знаете, како ти и да нема граница меѓу тебе и Исус. И тука ќе го видиме нашиот, еве од овде ќе фатиме. Ова што ќе исчитам јас. Каде завршувам јас и почнува Исус, тоа сум го читал, нели, кажувавме, ние зборувавме за текстови кои слегуваат во поука. Апостол Павле вели, не зборувам јас, туку зборува Исус, зборува низ мене. Како Исус да зборува низ мене, тоа е важен момент да го научиш. Христијаните се занимаваат како ќе биде, што ќе биде, раскажуваат приказки од Светото писмо, како некоја драматургија, што рекол Исус, како било, што било, тоа не е лошо на почетна позиција. Како кога детето се учи да зборува духовно, да мисли. Но суштински како Исус да дојде во твоето срце е нешто што треба да те научат заедниците, како ќе те научат кога и тие не знаат. Кога тие зборуваат за еден однос кон Исус, знаете, како што вика тој, молитвата е разговор. Не зборувам за разговор, зборувам за вистинско подчинување, за вистинска припадност. Степенот како си подучен е важен момент, например. Овде сме во Грција, Егејска Македонија, како ќе ја речеш? Старото име на земјата е Македонија. Зошто? Зашто дојди во Македонија и помогни ни. Тие ги учат, например, си го научил дека Македонија е грчки, го повторува што стопа. И тој доаѓа и не можеш да направиш муабет со некој, ќе почне да те навредува. Не си македонци, ние сме македонци. А вие сте грци, ние сте македонци. Во Бугарија ги учат, например, македонците се и ќе вика по тебе. И ти си го научил веќе, он не може да прима. Така и во христијанството. Во Албанија пак се учат дека Кирил и Методи биле албанци. Замислете, Александар бил албанец. Имаме и такви тенденции дури и во Србија, со која, например, имаме поинакви односи. Значи, како си подучен е важен момент. И тој го нарекува тоа квасот фарисејски. Ке те затруе и ти не можеш веќе да примаш, не можеш да прифаќаш, не сакаш да се промениш и не си на добар пат. Христијанството подразбира ти да се смалуваш, Исус да расте. Значи, Исус вистински да живее. Вистински да живее во тебе. Тоа е што треба да те научат, но никој не те учи на тоа. Те учат на доктрини. Ние правиме вака, ние така, тие така, ние вака. За да ги гледаш разликите. А ние зборуваме за заедништво. За заедништво. Односно за комплетно предавање. Секоја мисла да е покорна на Исус. Петар рече, сребро и злато јас немам, Петар каменот, Симон наречен Петар, тоа што имам, тоа ти го давам. Во името на Господ Исус Христос од Назарет стани и оди. Дела 3:6. Ете, тоа е целата суштина. Поверува и затоа зборува, остануваш во верата и се случи исцелување. Вчера имавме ние една заедничка молитва со групата. Имаше некои луѓе во потреба, не знам што се случи. Ако поверувале, сигурно се исцелени. Сигурно сте исцелени. Злато и сребро немам, тоа што имам, тоа ти го давам. Што имам? Па духот, жива река од мојот утроба на мојот Отец небесен. Човекот е сакат. Пазете, скокна, се исправи, му се зацврстија стапалата и глуждовите почна да оди. Дела 3:7-8. Секој од нас има по некој проблем. Ама скокна, се исправи. Значи не се колеба. Што имаш ти за да им дадеш на тие што се во потреба? Што имам јас да им дадам? Па злато и сребро немам. Може би да имам и тоа. Како лебовите, нели? И рибите кои се намножија. Видите, злато и сребро немам. Дали им давам сребро и злато, телесна или духовна сила? Што просиш ти суштински? Вчера разговаравме овде со луѓе што се домакини во Грција.
Зошто Господ дозволува лошо? Зошто мајка му на тој умира, на овој не умира? Видете, тоа се добри прашања. Но базично ти треба да научиш да љубиш. Затоа што имаш слободна волја, затоа што имаш отчет, затоа што имаш отваќа на гревот. Подобро е некогаш да пострадаш за да можеш понатаму да проложиш. Што им е нужно на луѓето да бидат исцелени? Например, во Јаков се вели: спротиставете се со тврда вера. Со тврда вера. Човекот сакат одраѓање, него неговите го носат секој ден. Пазете сега. Секој ден го носат во храмот да проси милостина. Што просиш ти? И од кој храм? Тој е битен момент. Тој проси телесна, материјална помош од луѓе, но е упорен секој ден. Некои од нас дела 3.2 ќе се помолат и чекаат резултат, како да си на рентген. Секој ден е тврда вера. Секој ден. Секој ден. Еве го човекот доаѓа од Србија, што каже: кога сум болен, повторувам, додека не се исцелам. Сега ќе му ја дадам книгата, новата книга. Христе Боже, јас те љубам, Исусе. Видите, значи што рековме, дела 3.2, ќе се помолат еднаш и чекаат резултат како да е на рентген. Значи ние го Чичко Боро од Бујановац од Србија ме најде минатата година, оваа година ми приде повторно, ми го познава името. Тихомир, ти си за Исус, и ми вели, и така правевме доста муавет, запишал една молитва, ја дава. Ја читав во минатиот завет. Ги знае принципите на однесување, што значи да бараш од него. Значи не само еднаш, него дека кога е болен, додека нешто не се промени, повторуваш Исусе и бараш од него што треба да покаеш. Значи тој проси материјална помош од луѓе, но е упорен секој ден. Некој од нас дела 3.2 ќе се помолат еднаш и чека резултат како да е на рентген. Секој ден е тврда вера. Значи слепиот проси од луѓе, бара помош од луѓе, доаѓаат Петар и Јован и му велат: погледни во нас. Битен момент, во кого ти гледаш. Или секоја мисла да е покорна на Исус. Дали гледаш во Исус или гледаш во луѓето? Ако гледаш во луѓето, ќе треба да им вратиш. Ако гледаш во Исус, ќе речеш: прости им, татко. Не знаат што прават. Значи тој е погрешно научен. Дела 3.4, во кого гледаме ние кога сме во мака и од кого примаме милост? Од луѓе или од Исус? Да погледнеш, значи да погледнеш во Исус Христос. Вчера имавме една сестра, угото ја болеше. Се вклучи, слушаше молитвата, не знам сега што се случува, но ако останала во тврда вера, сигурно е исцелена. Да погледнеш во него, значи да погледнеш во Исус. Дали гледаш во Исус, да се сосредоточиш на Исус. Да гледаш и да се надеваш на него. Да бараш милост и помош од Исус, не од луѓе. Сребро и злато јас немам, а што имам, тоа ти давам. Ако го имам, тоа ти го давам. Во името на Господ Исус Христос од Назарет стани и оди, дела 3.6. Го фаќаат за раката и му се зацврстуваат стапалата и глуждовите. Човекот стана, се исправи, видите, тоа се дејства. Почна да оди, не се сомнева, зашто кој се сомнева ќе биде бран, како бран врз брегот во Јаков, нели? Нема ништо да добие. Дела 3.7.8, изврши дејство во вера човекот. Поверува и затоа зборува, и затоа дејствува, и затоа љуби. И го фалеше и славеше Бога, Отецот Небесен. Исцелувањето го направи Исус преку Јован и Петар, дела 3.13. Поради вера во Неговото име. Слава ти, Господи Исусе Христе, го потврди името Негово, а верата во Него го исцели овој човек пред сите нас, дела 3.16. И ние имаме момент. Луѓето сакаат да се исцелат, некој друг да се моли за нив и да се вратат на стариот начин на живот. И суштината, ќе примиш некаков благослов, да, во Исус и крстен се, сега објавил сотрудник, 7 души проштени из вода, спасени се, крстени се. Спасени се, тоа е добар момент. Дај Боже. Кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен.
Па ќе речам, сестра, брат, повеќе спасен сум јас, еднаш спасен, за секогаш спасен. Отиде у друга деноминација, отиде у трета, се враќа ваму, се враќа таму, живее во пораз. Значи, на сите што го примија, за да го примиш, им даде сила. Со апчиња се занимава, со болести. На сите што го примија, како да го примиш е важен момент, тоа не се учи во црквите Исус. Им даде сила да станат синови Божји, ви давам власт да газите на змии и на скорпии, ништо нема да ви напакости. Лав и змеј да убиваш, змија и отровница да нагазуваш и отровно да испиеш, нема ништо да ти биде. Ги имаме тие моменти. Зошто ти немаш сила? Болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Зошто ја немаш таа сила? Па не си го примил Исус. Име Исусово во вера исцелува. Вера, верува, довери, провери, поверува. Пред тоа имаме секој ден и тврда вера. Секој ден и тврда вера. Да се свртиш кон Исус. Да просиш од Него, не од луѓе. Да се фатиш за Исус и да не се пушташ. Тоа е тврда вера. Го држам Исус. На каменот, на аголот градам духовна заедница со Него. Тој може се да направи, не се сомневам. И сега овде имавме разговор со луѓето. Зошто мајка му на човекот умирала? Па затоа што Господ знае, нека биде волјата твоја, принципот, и затоа што треба некогаш подобро да отплатиш овде кратко време, за да добиеш подобра позиција во духовното царство. Значи, покајување, обратување, свртување од себе си кон Исус. Откажување од гревовниот ти. Оди и не греши повеќе, Дела 3:19. Тој момент да не греши повеќе го забораваат. Исус исцелува и им вели на сите, оди и не греши повеќе. Или оди и ти прави така. Како те љубиш? Ако не љубиш, кога не си претрпел до крај, нема да бидеш спасен. Спасен што значи? Тие мислат спасени дека е тоа категорија како си добил пари на лото и сега ќе си живееш до крај, заборавајќи, не знаејќи или не сакајќи да знаеш дека овде си привремено. Крајот, почеток и крај е Исус. Исус е крај. Еден ден ќе треба кај Него да застанеш. Се и сите што се овде на земјата. Се што е на земјата. Исус ни вели, милост сакам. Милост. Кој нема милост и милоста во судот, за него нема милост. Знаете, тоа е страшна работа. Седни и размисли. Па ти немаш милост за другите, бараш милост од него. Матеј 12:7. Во псалмите се вели, милоста негова на таткото кој е вечна, љубов е вечна, сигурно е вечна. Исто така, кој има милост и во судот за него, ќе нема милост. Милоста надвладува во судот, се пофалува во судот. Тоа во друг значи љубовта покрива многу греови, ако си се претопил во љубов. А ти, брате и пријателе, дали секој ден бараш милост и даваш милост кон луѓето? Многу милостив, долго трпелив, он вечно не се љути, ги љуби сите. Дали просиш милост од луѓе, како што просеше овој сакатиот, или само од Исуса? Дали веруваш на вистина во Неговото име и примаш исцелување? Ако на вистина веруваш, се е можно. Се за оној кој верува. Дали даваш милост наместо злато и сребро и исцелуваш и си ловец на луѓе и работиш за Царството Божјо? Зошто Господ дозволува зло? Тоа го поставува често, затоа што имаш право на слободна волја. Овде си паднат на земјата. Штом не сакаш да слушаш, ти си се наполнил дека со знаења доктрини. Тој го учат дека нема македонци, овој го учат и што разговараме? Да, не, благослови ги, прости им, татко, не знаат што прават. Така е во христијанството. Се наполнил со стихови, нема место во неговото срце вистински Исус да живее. Тоа е слово кое го убива. Дали си ловец на луѓе и работиш за Царството Божјо? Важни прашања за живот и смрт. Дали го даваш единственото што го имаш? Љубовта Исусова. Љубовта која е исполнување на законот, која покрива многу гревови и е вечна. Љубов. Некој таму, љубовта која никогаш не престанува. Таа е вечноста.
Ете си пред некој храм на Светиот Дух, некој таму проси милостина. Повели сотруднику, ти си наред да победиш во љубовта, да постапуваш во љубовта, милост да покажеш, а не жртви. Повели сотруднику, ти си наред да постапуваш како Исус. Повели и љуби упреку Царството Божјо. Татко мој, слава ти Господи Исусе Христе. Ете, ти зборува и денеска ни мене апостол Павле пример за самоодрекување. Ова ќе го исчитаме прво писмо до Коринтијаните 9 глава. Зар јас немам иста слобода? Зар јас немам иста слобода како и другите? Секој има своја слобода. Имам јас право да правам таму. Ти му велиш, држи се само до Исус, тој оди на алтернативна медицина, оди ваму, оди таму, пие ова, прави теме треви, лековити храни. Држи се за Исус. Зар лично не сум го видел нашиот Господ Исус? Блажени се оние што не видоа. Тој принцип е важен. Падна од конјот. Тој беше обучен во старомакедонска, во македонска, античка и во еврејска филозофија. Беше Савле, што значи неговото име просветлен. И ги гонеше христијаните. Мислеше дека работи за Бог. Пази сега. Тоа е целата суштина. Но тој се одрече, падна од конјот, бедрата на својот ум. Ослепе, свати дека е слеп, дека не слуша. Тогаш слушаше внатре духовно. Кој си ти, Господи? Савле, Савле, зошто ме гониш? Ти си некој Савле, го гониш Исус таму со некои цитати, со доктрини или со своето однесување, или со неприфаќањето на Бог, Отецот. Јас сум Исус кого го прогонуваш. Не им се јавува на сите. На Савле му се јави за да даде пример дека секој, тој што ги гонеше христијаните, ќе се преобрази, ќе се сврти еден ден. Злато и сребро немам. Зар не поверувавте во Господ преку мојот труд, така да ова кога се снима, слава му на Исуса, да поверуваш во Исус. Исус е важен, Исус е цар на македонците. Како што? Па така, дојди во Македонија и помогни. Тој е цар на царевите. Македонец го повикува. Сега да може тоа да донесете закон, подпишете дека тој не е македонец. Па не можеш ти да подпишуваш во името на Господ, на Отецот, не можеш ти во името на народот да се откажуваш од народот, не можеш ти целиот народ да му го даваш на сатаната. Не е твоја собственост. Народот на референдум рече не. Не сака да се промени. Сака да остане македонец кој е добра почетна позиција, ако повикаш кон Исус. Некон народна култура, вавилонство, некон рлавот што рика и финансира мали гранапчиња, црквичиња кои те трујат со погрешни доктрини дека Бог е лош. И ти не можеш да го сакаш, не можеш да го отвориш срцето. И ти викаш, зошто Господ дозволува, ме прашуваше сега еден подашна заедница. Зло. Ако за некој не сум апостол, за вас сигурно сум. Јас сум апостол, јас сум ова. Јас сум сотрудник Исусов. Сакам да работам за Царството Божие. Сакам да се вратам во Божиото Царство. Сакам да умрам и да си заминам. И знам дека кога ги затварам очите горе, почнува вечната љубов. Мир, сите се љубат. Вистинска љубов. Не е тоа лицемерно братолюбие како овде. Вие сте всушност жив доказ дека јас сум апостол на Исус Христос. Апостол Павле го вели тоа, не јас. Кога го молев Исус во Ерусалим во еден автобус, тој ми рече како апостол Павле. Не знаев тога што значи, сега знам. Тука е се пишано. Мојата одбрана пред оние што го доведуваат во прашање мојот авторитет како апостол. Што си ти? Па старешина, не знам. Сотрудник, избран сад, свечен сад или сад за секојдневна употреба. Слуга, раб Божи, сонаследник, сотрудник, пријател Божји. И на крајот син Божји кој ќе претрпи до крај. До крај кој ќе претрпи. Еднаш спасен, за секогаш спасен, пиеш апчиња, се занимаваш со глупости. Гледам дека си спасен. Зар јас и Барнаба немаме право на храна и вода во вашите домови? Тој на апостолите им вели, не носете ни сребро, ни злато, ни тоа, ни тоа. Тој ќе ви намери. Кога работите со Исус, така еве сега еден сотрудник не им намножи. Мирослав и Александра, одеднаш 1/3 од книгата што ја излезе, денеска му давав на Чичко Боро, Поуки во дух и вистина, овие слова што слегуваат, кои се малку згуснат дух,
кој сака да разбере што Исус и таткото ни покажува, бидејќи ова погрешно учење, доктрината е наполнена со глупости и ти не можеш да дојдеш вистински до Исус. Ти само во умот цитираш и размислуваш за постапките и обврските, наместо да се препуштиш комплетно и тој да те води од твоето срце. Зар ние немаме право да се ожениме со христијанки, да ги водиме со нас? Пазете како што прават другите апостоли, браќата на Господ, па и на Петар. Зар само јас и Барнаба мораме самите да се издржуваме, додека проповедуваме? Кажува некои принципи како треба да живее Христов слуга, сотрудник, па иако е апостол. Видете, кога се препуштиш во Исус, тој ќе намери. Ние имаме сега една служба која почна така, сотрудници се нарекуваме, за да останат да размислуваат. Сотрудник чии имиња се запишани во книгата на животот, кој сака да работи за Исус, кој го бара Царството Божие на почетокот, кој остава се земно и врви по него, кој вели злато и сребро немам, тоа што имам, тоа ти го давам и тебе. Прими исцелување, отвори го срцето. Исусе, прости ми, Исусе, исцели ми го увото, нозот, коските, ракава, ова рака да биде твоја рака, исцелување. Арахмас сталамен дилеј. Те сакам, Господе Исусе Христе. Зборува за принцип на откажување и промена, принцип Исус да дојде во тебе. Ако ти не можеш да го разбереш тоа, не можеш да бидеш христијанин. Некаде можеш до некое ниво. Не сум јас да судам, јас сум само сејачот. Но да зборуваш за Исус, а Исус да не живее во твоето срце, ти си како некој хроничар. Не те прави тоа христијанин. Милост сакам, а не жртви. Зар само јас и Барнава, кој војник сам си ги плаќа трошоците на своето служење? Исус плати за мене. Не носете ни сребро, ни злато, ни ова, ни она, ни стап, ни обувки. Тој ќе даде и ќе намири. Еве гледате, ние имаме значи овие завети кои се од духот слезени, одат во Австралија, во австралиско радио 2 пати неделно, еднаш неделно. Одат на Space радио кој го слушаат во странство 2 пати неделно, одат на Сонце 5 пати неделно. Знаете, и секогаш доаѓаат по некои луѓе да слушаат, има молитви, исцелување, отчитување на духот, имаме преку 50 песни. Сега скоро 450 завети се снимени. Знаете колку се тоа? Кој одгледува лозје, а не јаде од неговиот род? И попатно луѓе кои доаѓаат во кои се обидуваш да останеш во Исус, бидејќи сега сите знаат дека си ти во Исус и го гледаат твојата грешка. Кој пасе овци не пие млеко од нив. Видите што објаснува? Не го зборувам тамо само од човечка гледна точка, зари Божиот закон не го вели истото. Земјоделецот треба прв да проба од својот род. Знаете, дали јас вистински го сакам Исус? Кога ќе ја сетите еднашка љубовта која никогаш не престанува, не само на благодат, верувам во Исус и така, се надеваш, а ништо не правиш. Тој се направил за тебе, но ќе одговараме на крајот за делата на љубовта. Милост сакам, каде е тоа? Бев гладен, не ме напоивте, бев жеден, не ми дадовте да пијам, не ме нахранивте, бев во затвор, не ме посетивте, бев ваков нека, бев ова, бев она, кога беше? Па ти дали работиш за Исус или мислиш само на себе, на својот ум, на својот стомак, на своите желби, си тераш по својата волја и мислиш дека си во Исус, нема тако христијанство. Исус одеше за загубената овца додека не ја најде. Така гледам луѓе кои се подучени во лажни доктрини, во лажни учења, во историја. На Македонскиот полуостров, например, сатаната е влезен во цели народи, ги учи дека нема народ. Ги нема македонците кои се запишани овде. Грција, Бугарија, Србија, Албанија, НАТО, Европска унија. Целиот притисок врз Македонија е сличен на притисокот како врз Израел, бидејќи ги нервира дека нема Господ, нема македонец кој повикува, има повеќе, разни има. И добиваме така постмакедонски шизофрени, сатански идентитети кои ја шират омразата. По Мојсеевиот закон е напишано не врзувај му ја устата на добитокот што врши жито. И тој сака да те замолкне, да те изгони. Он да зборува, сатаната. Пак ќе дојдеме до тој момент. Исус е искушуван во пустината и му вели на сатаната,
да не сакаш кафе, не му вели бегај од мене сатана во името Исусово, кога ќе дојде духот да те искушува. Ако си Бог, кажи им овие камења да станат лебови, ако си Господ рипни од горе ќе те држи доле, ангели ќе испрати да те држат на псалмот, и ако ми се поклониш ќе ти го дадам сето богатство. Бегај од мене сатано. Затоа луѓето имаат богатство, не собирајте богатство на земјата. Злато и сребро немам, тоа што имам. Целиот имот сум му го предал на Исус. Ги благословувам сите непријатели, те молам за Македонија да донесеш нормални луѓе да не крадат, за Грција, Бугарија, Србија, Албанија, да им ги отвори срцата на политичарите, да не ги учат во омраза. Секој има слободна волја и право да биде што сака. Да го забрануваат Македонија и македонците, така се врзуваат во сатански круг, цел народ го носиш така. Погрешно учење, тоа исто како погрешно учење во погрешна црква, се поклонуваш на се, само на Исус и заборавил, а ти правиш идолопоклонство кон некој учење од 400 години, Мартин Лутер Кинг и другите. Како да духот не се објавува, а не умееш да љубиш. Исус не живее вистински во твоето срце, тој вели чукам на вратата. Чука. Но треба да го оставиш светот, да се сосредоточиш, да просиш милост од Исус. Помогни ми, Исусе. Помогни ми, Исусе, не можам самиот. Треба тоа да го направиш. Да побараш помош од Исус, не од луѓе. Луѓето бараат помош од луѓе, се надеваат. Знаете, кој се надева на таткото, на Отецот на Исус, пребива во домот на небесниот Бог. И ти тогаш имаш мир, сила, љубов, разбирање и исцелување на секој проблем. Понекогаш е подобро е понекогаш да истрпиш болката, наместо да ја отстрануваш. Тоа е за прочистување, ќе паднеш со телото да не грешиш повеќе. Вистински да повикаш кон Исус. Те сакам, Господе Исусе Христе, уште повеќе ќе те љубам. Кога еднаш ќе ја сетиш љубовта Исусова во твоето срце, нема да се враќаш назад. Тоа е како да се растопиш, да се разблажиш некој закоравено срце, од материјално во духовно, и од него да потечат реки од жива вода, љубовта која никогаш не престанува. Значи, како што рековме, тоа се текстови кои слегуваат. И ова е тоа што вели: важни прашања за живот и смрт. Дали даваш милост секому? Зашто милоста во судот ќе нема и за тебе милост. Дали веруваш на вистина во неговото име, во Исусовото, и примаш исцелување? Дали го даваш тоа што единствено го имаш? Дух животен вдахнат кој е капка љубов. Љубовта Исусова. Љубовта која е исполнување на законот, не твојата Исусовата. Покрива многу гремови и е вечна. Љубовта која никогаш не престанува. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ете си пред некој храм, брате и пријателе, храм на Светиот Дух, некоја душа, но може би наполнета со доктрина, со гнев, со мраза, затруена. Некој таму кој проси милостина, повели сотруднику, ти си на ред да постапуваш како Исус, да љубиш како Исус, да имаш милост како Исус, долготрпелив, многу милостив, и да одиш за загубената овца додека не ја најдеш, да бидеш ловец на луѓе, да постапуваш како Исус. Повели и љуби упреку Царството Божјо. Ние не го примивме духот на овој свет, духот на овој свет го примаме, духот на Исуса, за да знаеме колку не љуби, колку не љуби таткото наш небесен. Небесен татко, интересен препев. Нека се почитува твоето свето име. Дали го почитуваш? Нека дојде твоето царство за секогаш. Давај ни секојдневно охраната што ни е потребна, духот твој. Простувај ни ги гревовите како што и ние им ги простуваме. На нашите должници не оставај да им подклекнеме на искушенијата. Те молам, Господе Исусе Христе, те сакам, Исусе. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Пред мене, зад мене, околу мене, низ мене. Исус живее во моето, а може да живее и во твоето срце. Исцелување, мир и љубов на секој кој ќе рече: Господе Исусе Христе,
дојди во моето срце и помогни ми. Амин до Божјо царство небесно. Амин. Облечи се во таа љубов, облечи се